Сите можеме се само на различен начин. Како се чувствуваш кога си тука на ски? Супериш. Бричка. Суперишка бричка. Игор особено е среќен кога доаѓаме зима, затоа што многу сака да скија. Скијаше уште од мал, од 5-6 годишна возраст, потоа имавме сообраќајна несреќа, меѓутоа бидејќи е влюбеник во скијањето, продолживме да скијаме на некој наш начин. За да го продолжат сонот на Игор, на Петрови ме потребна помош. Ја најдоа во првата македонска сит ски школа за луѓе со интелектуална и тешка физичка попреченост, што деновиве се одржува во Маврово. Таа е дел од проектот Инклузивен спорт за инклузивно општество, организација на Сдруженијето на граѓани со параплегија и квадриплегија без ограничувања. Господинот Стив, еден од инструкторите кој што е овде дојде на обукава, ни даде една друга идеја да ги раздвоиме штеките. Претходно се спуштавме со двете штеки нанапред, меѓутоа Игор се повеќе се згрчуваше, а вака кога едната штека ја држи Игор и ги испружува рацете нанапред, а другата е кај нас, многу поедноставно е и полесно за нас, тежината не ја осеќаме толку многу. Така да благодарни сме ете, барем за ова што го научивме. За да биде одржлива сит ски школата, потребни се тренери специјализирани за работа за луѓе со попреченост. Како се чувствувате во чевлите, условно речено на другиот? Можам да кажам дека е различно. Кога ќе ставам мој ски, се послободно се чувствувам, ама кога ќе се додека ме врзува вака, може би ми е непријатно многу. Ама кога ќе се пуштам од озгора надоле, право уживанце. Целта на сит ски школата е активна рехабилитација на луѓето со попреченост преку скијањето, но и полесно вклопување во модерните текови на живеењето. Сит скиингот или во слободен македонски превод скијање во седечка положба е спорт кој што се развил после Виетнамската војна во Соединетите Американски држави како еден вид терапија за посттрауматскиот стрес на инвалидите од оваа војна. Во Македонија досега имаше еден таков скијач кој скија 3 години. Од денеска има десетина македонци кои ќе уживаат во овој спорт. Во исто време експерти од Велс обучуваат македонски тренери како да им помогнат на луѓето со попреченост да уживаат во сит скиингот.